Остануваме на тема здравје. Ноември е месецот на машкото здравје. На линк ова утро во Македонија на утро Кристина Талеска Големтеова. Кристина, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Бранко, секако дека се слушаме. Поздрав до тебе, до Сузе, до целата екипа која што реализира денешната емисија и секако до нашите гледачи. Јас сум сигурна дека оваа тема, Бранко, тебе ќе ти го задржи вниманието и на многу мажи кои што во моментот не следат, бидејќи вие намената токму на вас, а некако ја почнуваме и вака. Приказната за грижата за машкото здравје почнува во далечната 1999 година, кога всушност неколкумина австралиски мажи, пуштајќи мустаки во ноември, се обидуваат да го свртат вниманието на пошироките друштвени заедници за неопходноста од грижата за машкото здравје. Токму оваа иницијатива на мажите од австралискиот пат прерасна во едно од најголемите движења во светот. Грижата токму за машкото здравје е и денешна тема на разговор со доктор Сашо Докчев од клиниката за урологија. Добро утро, докторе, благодарам што се согласивте на разговорот, имајќи предвид колку богата агенда работна имате денеска. Добро утро, секогаш ви ставам на располагање. Колегите мои веќе почнаа со оперативниот програм, така да јас наскоро ќе им се приклучам. Од ова што го кажа во воведот, преку ова масовно движење кое што има милиони следбеници низ светот, генерално секоја година целта е да се прати порака до мажите за грижата за машкото здравје, но каков е вашиот впечаток? Колку мажите во Македонија се грижат за своето здравје? Па добро е што еден месец се одвои за здравјето на мажите. Јас не го ни знаев во воведот што го дадовте. Прв пат го слушам како настанал овој месец на машкото здравје. Па можам да ги пофалам нашите мажи, да кажам, машкиот дел од популацијата се почесто и почесто се јавуваат на прегледи кај нас, конкретно во нашите уролошки амбуланти. За разлика од пред 10 на 15 години, сега зачестеноста е многу поголема. И во услови на пандемија, веќе минатата година, кога беа протоколите многу поригорозни и порестриктивни, некаде имаме околу над 1500 прегледи, што е една доволно задоволителна бројка, а оваа година до сега имаме над 1600 прегледи за простата, што значи дека свесноста кај мажите, без разлика на овие услови во кои работиме, се зголемува и е за поздравување. Во прилог на следното прашање имаме една статистика. 243 лица лани починале од рак на простата во земјата, од кои најмладиот имал 45 години. Ова е податок од Институтот за јавно здравје. Домашната статистика вели дека ракот на простата е убедливо на второ место по смртност, причина за смртност помеѓу мажите, и овој податок веројатно ни дава аргумент плюс гласно да говориме на оваа тема. Така е, секогаш е стравот покрај бенигното заболување на простата, така наречената БПХ. Има за жал и карцином на простата кој се јавува за среќа во повозрасната популација, обично над 60-та година. Меѓутоа има и кај помлада популација, како што спомнавте, 45 годишна возраст е многу млад пациент кој починал од карцином на простата, за жал. Ако се открие, токму и затоа интенцијата наша и ова кампања што се води од сите вас, ние како стручњаци и вие како медиуми, да ја поттикнеме свеста да што почесто се јавуваат и порано. Имаме ние методи како ги откриваме тие проблеми, односно како го откриваме карциномот на простата, вклучувајќи и биопсијата на простата, зборам трансректална ултрасонографска биопсија, која ја работиме секојдневно и секојдневно имаме по, ајде да не претерам, 5-6 сигурно биопсии на простата. Кога се сомневаме за нешто дека ќе се појави. И сега постојат многу ризик фактори кои што всушност влијаат за појава на ракот на простата. Кои се најчестите кои што еве би требало да ги споменеме и да ги знаат нашите гледачи ова утро? Па ризик фактори нема. Практично етиолошки не можеме да кажеме што е главната причина, бидејќи како и за сите останати карциноми, се уште медицината не открила зошто баш се јавува карцином на простата. Има, што зборува за многу некои фактори кои се окривувачки, меѓутоа се уште нема некој податок за некој прав предизвикател на карцином на простата. Така да најважно е раното откривање, а за среќа имаме можности. Постојат ли симптоми кои што укажуваат на раното откривање, кои треба да им бидат прв сигнал на мажите за Па симптомите се исти, како и за бенигното, така и за карциномот на простата. Така да затоа е она повторно ќе потенцирам, секој симптом кој е поврзан со мокрењето треба да се нотира од пациентот и веднаш да се побара мислење, односно прегледи во нашите ординации. Така да тука ние сме тие кои ги откриваме и разграничуваме болестите
во кој правец ќе оди. Превентивните прегледи се многу значајни кои ги споменавте за раното откривање. Што значи тоа? На колку време треба да се прави еден превентивен преглед и што подразбира тој, доктора? Да, одлично прашање. Тоа е многу битно, не само за кај нас, него во Европа тоа е веќе воспоставено многу одамна. И таму најчесто, посебно ќе ги потенцирам скандинавските држави, таму има обавезни прегледи, да се направи скрининг еднаш годишно, да се направи скрининг на пациентите, да се откријат рано овие проблеми, посебно карциномот на простата. Овде немаме законска регулатива таква, меѓутоа можам да кажам дека од искуство да кажам дека веќе има пациенти, многу пациенти кои доаѓаат еднаш годишно на контроли. Првиот преглед и потоа еднаш годишно се контролира, што е за пофалба. Раната диагностика е, ајде да кажеме, првиот чекор во можноста за успешно лекување. Да. Каков е процентот, ајде да кажеме, на мажи кои што со рано откривање на рак на простатата успеале да се го спасат животот? Така е. Со раното откривање, да не речам, болеста и прогнозата е 100% успешна. Така да долгогодишно преживување има кај пациентите, ако се открие во рана фаза, затоа што во рана фаза е можна и операцијата. Операцијата е прва линија на лекување на карциномот на простата. Без разлика кој тип на операција се превзема. Дури има и роботска, во светот се работи, може би еден ден ќе стигне и кај нас роботската техника на оперативно лекување. Така да тоа е најбитниот момент. И тогаш сме најсигурни дека кај пациентот прогнозата е одлична. Втората линија на лекување се така наречените хормонална терапија, односно хормоналните лекови, кои се даваат и со нив има успех. Меѓутоа е најдобро е да се превземе оперативен зафат. Кога станува збор за жените, посетата на гинеколог не е нешто за што не се зборува јавно и што ме радува секако, но кај мажите, каков е вашиот почеток, се разбива ли стигмата во однос на посетата на уролог? Да, се разбива, посебно последните години. Еве, пред 2 години кога немавме пандемија, како се сеќавам точно на бројките, негде над 4000 прегледи имаше, 4400 мислам дека беа прегледи на простата во нашите уролошки ординации, само на клиниката кај нас, а и широм државата уште повеќе. Сега гледаме дека тие бројки се малку намалени, но сепак има континуитет, што е добро. Значи веќе свесноста кај мажите за превентивните прегледи за простата е зголемена. И да потенцираме над 60-та година обавезни се прегледи. Мислам обавезни. Не се законски обавезни, него е вака, да кажам, ние им препорачуваме да бидат обавезни. Доколку сакаат здрав и долг живот, се разбира. Мора да спомнеме дека и во услови на пандемија прегледите се одвиваат непречено и нема застој во работата. Непречено се одвиваат. Некојаш тоа и препораката на Министерството за здравство да оние пациенти кои се на хронична терапија, лекови кои земаат хронично, можат и матичните доктори да ги препишуваат за да не се оптеретуваат нашите амбуланти со тие прегледи, само да им препишуваме лекови. Така да и од тој аспект имаме помош од матичните доктори и ви кажав, бројката е сосема задоволителна за овие прегледи. И кога веќе зборуваме за ковид пандемијата, кога мислевме дека се ќе сопре, одеднаш почна да пристигнуваат неверојатно успешни информации во областа на здравството за трансплантации. Клиниката за урологија може да се пофали со неколку успешни приказни. Да. Трансплантацијата е посебен да кажам проблем за решавање, затоа што во почетокот кога се прогласи таа пандемија, сите бевме уплашени, целата светска јавност беше уплашена како ќе се одвива овој процес на трансплантација. Првите неколку месеци имавме препорака од нашата Европска асоциација, зборно за минатата година, да ги стопираме на некој начин трансплантациите колку што е можно, бидејќи не се сметаше дека толку долго ќе се одоговлекува оваа пандемија. Посебно трансплантациите од жив дарител. Да се осврнеме кон кадаверичните трансплантации, така и направивме. Минатата година негде од мај ми се чини, почнавме до крајот на годината 12 трансплантации направивме, што е сепак една респектабилна бројка, за да оваа година малце препораките од Европската асоциација омекнат, да кажам, се релаксираме препораките и малце послободно влегуваме во процесот на трансплантација, така да до сега, до ден денешен од почетокот на годината направивме 21 трансплантација, што е веќе енормно зголемен бројот. И уште неколку, еве сега за 2 дена ќе имаме и 22-та, и уште неколку до крајот на годината. За одбележување и што за прв пат по историја на македонската трансплантологија, зборам за бубрезите, бидејќи доскоро беа само тие трансплантации, еве сега од минатата година и колегите од
кардиохирургија, се охрабрива и направија успешни неколку трансплантации. Повеќе имаме кадаверични трансплантации. Значи 12 од овие 21 се 12 кадаверични трансплантации, а останатите се од жив дарител, што е посебна вредност, бидејќи треба токму тука да се удри акцентот на развојот на трансплантацијата, затоа што кадаверична трансплантација е иднината на трансплантација. И ако се зборува изминатиот период дека многу од медицинскиот персонал заминува надвор од земјата, како стои клиниката за урологија со медицински персонал во моментот? Па не е комплетно, да кажам, како што сакаме, меѓутоа функционираме во добри услови и сега за сега немаме недостаток од кадар, али сепак сакаме уште повеќе ако е можно да посебно во средномедицинскиот персонал и во останатите позиции на клиниката, така да би требало уште 10% сигурно да го зголемиме персоналот. Уште пред да започне линковското вклучување, ние се договоривме за гостување во студио за известно време во Македонија на утро, каде што ќе ја продолжиме целата оваа приказна за која говориме, но сосема некаде на крајот на разговорот, како да ги охрабриме ајде мажите во неколку реченици да не се двоумат во однос на редовните прегледи превентивни? Да, јасно е тоа, провојуваше нашата поента кроз разговорот. До сегашен, така да што почесто доаѓа и ние ќе ве прифаќаме така да се унапреди здравието, да се одржи и унапреди машкото здравје. Забравивме да споменеме не само кај возрастните мажи, да споменеме младата популација да внимава на проблемите со тестисите и тоа се репродуктивни органи. Тоа е многу битно затоа што таму за жал има еден тумор, карцином, кој е многу опасен ако не се открие на време. А се работи за млада популација негде до 40 годишна возраст, така да тука посебен освор треба. Еве до нив препорака, бидејќи тестисите се достапни на преглед, на само преглед практично. И секоја некаква појава на абнормалност, на неправилност, некоја тврдина во тестисот, чим се примети веднаш да се Всушност, суштината е дека не е срамота да се зборува на овие теми, срамота е да не се појде на преглед. За жал имаме неколку случаи кои ги фативме, односно се јавија во подоснежна фаза, зборам се за карциномите на тестис, така да тука лекувањето е многу комплицирано. А кога е во рана фаза, 100% излекување. Разговорот го продолжуваме, но во студиото за неколку дена. Благодарам, докторе, за гостувањето. Благодарам, со задоволство. Бранко, вообичаено, секое линковско вклучување ти го завршуваш со прашање, па ова денешново ќе го искористам јас да ти поставам прашање. Кога последен пат ти беше на преглед? Редовно, Кики, редовно. Само да знаеш на колку нешта ние мажите мора да внимаваме. Тоа е тоа. Кристина Талеска Големтеова. Се надевам дека внимавате и мислите на тоа, бидејќи и ние без вас не можеме. Едни без други не можеме. Кристина Талеска Големтеова утро на линк во емисијата Македонија на утро. Ти благодариме, Кики, што одвои време ова утро за нас и за гледачите на Македонска телевизија. Се разбира, продолжуваме ние понатаму со музика и со следното информативно издание, па се враќаме во студиото на Македонска телевизија.